Владеачката гарнитура, која една деценија уживаше во благодетите од своето владење, безмилосно крадеше, манипулираше и узурпираше права, која пред се го ставаше личниот интерес, секојдневно се огласува и моли да се врати на власт. Инертност и неспособност веројатно има, но само кај дел од локалната администрација, таму каде што тешко се искоренуваат навиките стекнати преку привилегии на партиско-семејните поколенија. ДПМН се уште не им одговори на граѓаните каде одеа по 150.000 евра за една учебна година од школскиот превоз. Сегашните раководители сега инвестираат во училиштата, бидејќи ги вратија долговите во кои ги втурнаа оние кои што сега без никаков срам сакаат да се вратат на власт. Свежи се сеќавањата и раните од претходната власт, затоа граѓаните не му веруваат на ДПМН. ДПМН имаше можност да покаже што и колку умее на повеќе нивоа на владење. Граѓаните на 21 април ќе потврдат дека се против сиот криминал, грабежот, против корупцијата, против злосторствата што се правеа. Ќе потврдат дека избираат опција на заедништво, дека бираат сигурна иднина, заедно да одиме напред. Се вели во писмената реакција од СДСМ Кочани на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН.